Добар ви ден, драги сакани наши пријатели на вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, кој што се наоѓа на 20 минути од центарот на градот Скопје. Комплекс кој што ќе ги задоволи сите ваши сетила. Дали сакате природа, дали сакате убавина, околија, цвеќиња, вкусна храна, прошетка, пријателите, роднините, семејството, љубезен, персонал, едноставно, што се вели, место за мерак. И за големите боеми и љубители на вкусни специјалитети, добро македонско вино, значи вратата е отворена овде. Драги наши пријатели, денеска за вкусот на традицијата ќе ви направам ќофтиња од спанаќ. Сега е времето за млад спанаќ. За да ги направите овие ќофтиња, вас ќе ви требаат 400 грама сечкан спанаќ, 100 грама старо кравјо тврдо сирење, едно стракче младо лукче насечкано, 2 јајца, неколку лажици презла, ќе видиме по потреба колку ќе треба за да ја собере водата од спанаќот и така натаму, маслиново масло, бибер, мешан сув зеленчук, сол и малку црвен пипер. Да преминеме на работа. Најпрвин спанаќот го ставаме по садот во кој што ќе мешаме за ќофтињата. Сега ќе го насолиме спанаќот. Оставиме сол и малку со вилушката ќе го изгмечам спанаќот. Да пушти малку од својата вода. За да може после полесно да ги направиме ќофтињата. И дури и со раката, како да переме алишта. Еве, он пушта многу вода. Така. Но битно е да биде згмечен спанаќот. Така. Гледате колку вода пушти? Сега ќе се послужам со овој сад. Така. Гледате колку имаше спанаќ, а видете сега. Значи, ако сте многу детно семејство, дупла доза. Така. И ова малку што остана, ете така. Сега веќе ќе биде полесно за работа. Значи, овие ќофтиња ќе се вадат всушност како уштипци ќе се вадат. Сега ќе ги скршам јајцата. Со лажичка ќе ги вадиме и ќе ги печеме на плех со хартија. Овие, значи, ќофтиња или уштипци се печат.
Сега ќе го надробам сиренцето. Ете, така сега и сирењето. Ќе го додадам и младото лукче. И ќе го измешам со лажица. Да ги спојам сите овие работи. Па потоа ќе користам повторно вилушка. Тие што се малку поголемки парчиња од дробеното сирење, уште малку да ги надробам. Да ги испасирам. И ќе ставам презла. За почеток ќе ставам 3 лашици. Сега ќе промешам. Ова кога ќе се испече, кога ќе развие еден мирис на спанаќот со лукчето. Прекрасно нешто. И сега ќе го месам со рака. Еве, презлата си го прави своето, но сега ќе му додадам малку бибер, малку мешан сув зеленчук, и малку црвен пипер. Голема количина и од солта што ставив остана тука во водата. Значи, најпрво, многу е важно да го изгмечите спанаќот. Сега повторно промешувам, па потоа со раката и ќе ги ставам да се печат. Ќе ја намастам хартијата. Мислам дека, еве, воопшто нема вода доле, мислам дека нема ни да треба повеќе презла да ставам. Сега презлата и ќе се спои со таа вода со јајцето. Така. Еве го тестото. Сега ќе ставам масло. Малку повеќе на дното на хартијата. Нека има масло, ќе видите дека ќофтето ќе го земе целото масло. Така. Ќе направиме и малку да бидат подебелки. Така, малецки. Така, сега ќе ги редам тука. Нит се лепи за раката, ништо. Баш е совршен рецепт, да ви кажам. Така.
и ми се допаѓа што се печат. Ако сакате, можете и да ги пржите. Еве како треба да биде. Гледате према прстите, мерете ги. Ако не сакате презла, можете да ставите, јас ќе ви кажам дома како ги правам. Дома ги правам со ченкарно брашно, тоа е со палента. И јајцето ќе ги врзе сите состојки, нема да се распаѓа, тоа е многу важно. Ете, гледајте колку бргу треба да се направа ќофтиња од спанек. Можете од блитва, коприва, може лобода, киселец, што сакате. Што ќе најдете на пазарот или во вашиот најблизок маркет или тоа што ви расте во дворот. Со тоа направете. Ете така, драги мои, нашите ќофтиња се подготвени за печење. Така, сега можам и да ги превртам, за да го искористам истото масло. Да, баш ке биде добро. Редната да ви биде загреана на 200, штом забележувате дека почнува да чрчорат, намалувајте на 180 уште малку. Ова не треба повеќе од 20 на минути да се печат. Останете со вкусот на традицијата додека се испечат и потоа се враќаме назад. Колку се сладки, погледнете како медаљончиња се. Погледнете колку се убавки. Ау, па како се убаво испечени. Ау, прекрасно нешто. Значи, ова е вистински избор токму денеска да го направите. Леле, колку е добро ќофтето. И да ви кажам, печење му е мајката, никако пржење. Колку се убави овие вака испечени, крцкави, одозгора крцкави, а внатре мекички. Комбинацијата на лукчето, спанакот и сирењето и зачините. Врв. Ова е една тава за еден човек, да ви кажам. Со време, да ви кажам, 3 пати поголема доза ставете. Ова е нешто прекрасно. Вообичаено може да се послужи во предјадење, дури може и за главно јадење, во комбинација со нешто што би одел, со компир пире или со нешто така, прекрасно би било. Направете го и уживајте во ова ќофте. Ова ќофте заслужува да биде уживано. Ете така.
Драги мои, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата со нов рецепт на денот, што ние ќе го истражиме, ќе го пронајдеме само за вас. И знаете како велат? Велат дека, цитирам, не ме чуди кога ќе видам насекаде околу мене злобни, лоши луѓе, но уште повеќе се чудам кога не гледам срам на ликот кај тие луѓе. Тоа е тоа. Довидување, се гледаме следната епизода. Останете со нас. Довидување.